Денес во Бекстејдж јас верувам на обострано задоволство. Личноста која што одамна не сме ја снимале, а сакавме, малку се бркавме натаму наваму, се сели Скопје, Куманово, Свети Николе, Ивона Јовановиќ Тодоров. Може би некому му звучи чудно, но тоа е презимето кое што го добија твојот веќе сега сопруг, така? Точно така. И ќе ми извините затоа што се бркавме, затоа што некако беше се на одлагање, но ја верувам дека постои за се тајминг совршен, како и секогаш. Тука сум со задоволство, кога имаме нели што да споделиме, а не сме се разговарале одамна, инаку да. Ивона Јовановиќ Тодоров си го додадов презимето на својот сопруг. Многу ми се допадна што некако так на брзинка се случија работите. Јавноста шпекулира и шушка, што би кажала ти, дека на брзинка, но дали беше тоа така брзо или едноставно, не знам, кога две души ќе се сретнат, се чувствува што ќе се случува понатаму и подобро е веднаш, нели како да посакавте ти да бидеш вечно моја, јас да бидам вечно твој и тоа е. Тоа и го живеете некако моментот со полна плуќ. Точно така, иако на јавност изгледа тоа дека е многу бргу, за секој човек бргу е различно време, различна мерна единица време. Јас и Кико се најдовме, кликнавме, се споивме, се запознавме и станавме и стапивме во брак. Затоа што и библиски е така, и библиски одлучивме да следиме се што ќе се случува во нашиот живот, така да немаше што да се чека, затоа што најдов пред се човек и пред се иден добар татко на деца. Затоа што дефинитивно ми се потврди дека во животот не бираме само сопруг, туку бираме и иден татко на нашите деца, а јас верувам дека тој ќе перфектно ќе влезе во таа улога еден ден. Ивона, ти си прилично млада личност. Дали постои момент кога се посомнева во ова што се случува и си велиш дали сега требаше или едноставно уживаш во процесот, во се што ти се случува и секој момент ти е радост, немаш колебање? Бидејќи нели пресвртница ти се случи? Да, е пресвртница, колебање у никој случај за изборот. Може би знаев, сега последниот месец веќе не, затоа што дефинитивно ги затврсивме корените, но на почетокот знаев да не, јас лично во разговор со самата себе, да не избрзавме, да не направивме, нели да не требаше да се запознаваме, затоа што нели за релативно краток период се случија работи. Не требаше да се запознаваме, звучеше многу интересно. Не се запознавме, се земавме работа. Момент да не, знаеш, некој во брак и кога живееш со некој, кога се знаеш со некој и кога си во врска со некој е едно, кога си во брак 24/7 е друго, знаеш. И тие моменти се скроз нови, кои што си велам, може би требаше да живееме заедно, да се запознаеме, но сите тие работи се мали во споредба со љубовта и во споредба со она што е пред нас и ја му благодарам секој ден на Бога за прекрасниот човек кој што е до мене. Многу сум среќна што е тоа така. Среќни сме како Бекстејдж, да, бидејќи ти сјаат очите, убава си вака за снимање, убава енергија шириш во екипата, да. Одлично. Ќе дојдете на свадба? Да. Ќе дојдете? Ке не поканиш? Ќе ве поканам апсолутно. И малку и да дзирнеме со објективот на Бекстејдж. Апсолутно. Ќе бидете поканети со се објективот. Готово. Значи јавно ветување. Накратко сакам да се префрлиме на една друга тема. Последната твоја објава на социјални мрежи беше во врска со тоа дека се припремаш за трка. Да. Како влезе во спортов и каде беше пред неколку години, а што ти се случува сега? Дури стана спортист, постојано си јас дури те прашав за една позната кафеана во Свети Николе, дали таму одседнуваш и ги поминуваш деновите, ми спомена, не, јас не седам таму, одам во теретана секој ден. Точно така. Не можам да си поверувам што станав и каков зависник од вежбање и движење станав. И сега моментално имаме проблем со паки и со тренерот кондиционер да седнам, да одморам, затоа што постојат денови за одмор, а ја тоа не можам да си го дадам. Не знам, почнав да трчам и не престанав да трчам и се јави некоја желба во мене, некоја љубов нова и тоа не можам да го објаснам. Само движи телото и сака уште и моментално сум пријавена на трка. Ке трчам околу Преспанско езеро и не ми се ни верува што изговарам. Го пријави сопругот. Сопругот кида со камера и ми вели само немој да се изненадам затоа што ќе
ќе победам а тој тип е, он не е спремен можеби кондицијски, ама е тежок инат, па ако се заинаети, може ни да ме снима него да земе прво место. Така да ние ќе се трудиме да го држи моето темпо и да трчаме заедно двајца. Пријавена сум на 5 километри на 20 јуни и ето се спремам. Во сабота купувам патики за трчање, така да сериозна е работа. Работава е сериозна. Имам малку психолошки прашања за крај на интервјуто, да. Дали можеш да се сетиш кој момент во животот најмногу те обликуваше како личност? Нешто што ти беше окидача, ајде што. Смртта на тато. Смртта на тато, од почеток до крај смртта на тато. После смртта на тато се смени. Што се смени сега? Малку ме заинтригира со одговоров. Времето сега цениш повеќе, блиските ги цениш повеќе, им посветуваш повеќе внимание. Сега малку извлекувам, но ме интересира, да. Никогаш не оставам број, никогаш не оставам да не прегрнам некој кога ќе се разделиме, затоа што не знаеш кога е последен пат. Јас мојот татко не го прегрнам за последен пат. Ме обликуваше смртта на тато. Ја сватив смртноста и го сватив воскресението, затоа што покрај самата смрт на тато јас открив и поверував многу подлабоко и навлегов подлабоко во христијанството и поверував во нашиот еден единствен Исус Христос, кој што ни ветува ако веруваме дека постои воскресение, така да ми се зацврстија некако корените и пуштија корени доле во земја во врска со верата. А кога човек е верен и кога човек верува, не може да има лош живот. Така да јас после смртта на тато сум тажна, тагува во мене секоја клетка, но и се радува. И тоа не можам да го објаснам, тоа на гледачите сигурна сум дека ќе биде за некој апстрактен поим, некој дури се чуди, но длабоко во себе секој кој што имал минато низ фаза на губење на родител и осознавање што е смртта може да ме разбере. И ги охрабрувам сите да почнат да читаат малку повеќе од Новиот Завет, од Библија, за да може да најдат утеха во тие моменти. Ивона, кажи ми, дали ти повеќе веруваш во судбина или во личен избор? Дали нешто ни е предодредено таму одгоре на сите нас или едноставно може да донесеме одлуки и да ги менуваме нештата? Јас верувам дека Господ Исус Христос е над нас, тој ни ги креира нашите патишта и тој ни ги води, и доколку ние цврсто и длабоко веруваме во тоа, дека не е битно што ќе именуваме, битно е во што веруваме, а јас верувам во Исус Христос, така да верувам дека тој ми ги крои патеките, па дали тоа се викало судбина, како и да е. Најбитно е да верувам. Што значи успешен живот за Ивона Јо, а да е тоа надвор од кариерата? Избор на вистински партнер до себе, константна работа на внатрешното битие наше и како од психолошки, така и од оној верски аспект. Тоа принцип. Али пред се би кажала дека од оваа половина натака веќе партнерот многу работи дефинира во животот. Дали простувањето за тебе значи сила или слабост? Сила, апсолутно. Апсолутно сила, затоа што апсолутно, кога ќе добиеш во левиот образ блокада, да е го десниот, апсолутно е сила и животот за мене почна кога почнав наместо да се лутам на луѓето, да им простувам и да се молам во нивно име, така да дефинитивно сила. Ивона, за крај на овој интервју имам едно малку така потешко прашање. Кој е твојот најголем страв во животот, од што најмногу се плашиш, а ретко си го признаваш или пак можеби не го зборуваш никогаш гласно? Не знам како ќе бидам сватена, но стварно не лажам. Стварно после зацрстување на тие корени, после смртта на тато и после се она што ми се случи, јас навистина не се плашам од ништо, затоа што знам дека се што е дојдено за моја добро и само треба да секојдневно да работиш на таа благодарност која што треба да е присутна во нас, и со присуство на таа благодарност стравот исчезнува автоматски. Не знам како ќе биде сватено, но навистина развивам бестрашно затоа што верувам во дека Бог е тука и дека не може да биде нешто лошо кога тоа е до мене, а тоа е секогаш до нас.
Тоа и го пишува во нашата вера, вели ако Бог е со тебе, од што се плашиш? Апсолутно. Апсолутно. Ти благодарам на искреното интервју за Бекстејдж и те чекаме повторно во некоја следна прилика. Секогаш е задоволство да се поразговара со тебе. Благодарам и на вас и се гледаме, се надевам на свадба, ма пред свадба ќе имаме уште многу за муавет. Поздрав до сите.